иако како информација одекна низ медиумите ширум земјава, конкретно за 80 годишниот јубилеј на Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија, ми беше вистина чест и привилегија и ние како Телма телевизија да можеме да ја прикажеме и да го дадеме френетичниот аплауз за едно прибежиште кое создава чувство на комфор, а и пред се чувство на тоа дека животот не завршува во трето доба. Јас секој пат потсетувам дека напротив тоа второ полугодие значи поголема мудрост и вистинска привилегија секој ден во животот активно се вклучите во различни проекти, животни пред се. Господја Станка Трајкова, председател на Сдруженијето на Сојузот на Сдружение на Македонија, пензионери на Македонија, добро јутре, за прв пат во Телма телевизија со мене сте. Така е. А не ви е непознат терен и непознато ова студио. 8 децении грижа, солидарност и борба за пензионерите. Вие сте имале прилика и претходно можеби да ги обсервирате самите проекти на Сојузот. Меѓутоа, еве, последниве години може да бидете рака до рака со ваши колеги и пријатели. Меѓутоа, пред да продолжиме секако со ова животно искуство и ваше и секако на Сојузот, генерално, ќе одиме со една анкета. Ние секој пат кога имаме вака убави теми и поводи, имаме анкета која што е добар повод и најава за гостувањето. Ќе ми дозволите? Секако. Одиме Софија Бислимовски и секако вашите одговори на ова прашање. Дали мислите дека пензионерите живеат достоинствено во Македонија? Абе, дали живеат? И така, и така е. И така, достоинствено. Не е баш така, али шаромашка земја сме. Не, јас сум пензионер, не. Значи нема доволно. Не баш, не би рекол. Ако тргнаме од личен пример, да. Меѓутоа познавам и кои што се во незавидна положба. Не би рекол. Зошто да не? Не живеат, Бога ми. Не. Затоа што све е скапо, прескапо, а не пензионерите. Сите користиме лекови, суплементи, обавезно, ако не ето. Нема недостаток на ова, недостаток за она. Просечно еден пензионер дава од 3 до 5 илјади само за суплементи, лекови, ова. А каде се другите трошкови? Според вас, кои се најчестите проблеми со кои што се соочуваат пензионерите? Пензионерите? Пак е поврзано тоа со финансии. Недоволно средства за лекови, за лекарства, чекање многу по болници кога се оди. Немам за лекови, значи имам некоја доживотна терапија за срцето и други лекарства и некои идат приватно, како прво, а имам потреба, значи тоа е главниот проблем. И еве, не можам да си пријаштам на одмор или така нешта. Па, ниски пензии. Како да ви кажа, здравството највеќе се даваат доста пари за лекување. Ниските пензии. Па има некои што се многу болни, за нив, да, признавам. Ама, иначе, зашто имаат могучности, шетаат групи со автобуси, по манастири, вамо таму. Исто, оди во болница, чекаш ред, немаш никаков приоритет. Нема, мораш, тоа ти е тоа. Си плаќаш партиципација, не секаде сме ослободени од партиципација и тоа. Според вас, што е оно што треба да го направи државата за пензионерите? Според мене, малце по да се качат пензии, по достоинствен живот да имаат, да се здравството да обрне повеќе внимание према. А здравството знаеме како е кај нас и така. Добро, имаме некаква помош, као еднократна помош, така, пошто јас сум инвалидски пензионер и од карцином на бели дробови се оперираш 2011 и имам као некои привилегии, ама пак што знам, не можам, еве, сакам, покушавам сега во Тешево, нели е тоа воздушна бања, да одам, ама не може, еве, преку фондот нешто бркам работи, ама не може, значи, прескапо ми е, а имам потреба. Мете се труди нешто да помогне кај најранливите категории. Може би повеќе клубови некои за пензионерите, за дружење, сами што се
помош да им се пружа во тој поглед нешто. Друго нема што, пензионерите сами си го направиле во текот на работниот век. Мислам дека покачувањето на пензиите треба да биде малку поголемо. Па, што треба за пензионерите? За тие минимални што се пензии, може малку да се покачи, иначе другите немаат проблем. Мене ми се чини дека само еуфорија дигаат пензионерите ово-она. Сега, фала Богу, секој сака им повеќе, али да не бараме преку леп повеќе. Помалку да поведи сметка да имаме некој се градски што имаме бенефиција, друго ништо нема. Некоја вакво попуст или да можеме некоја работа да завршиме преку ред, да се молиме, не може. Те болат, нозите болат, колени. Нема ке стоиш, ке чекаш ред. Ви благодарам што одговорите пред се на Телма. Секако и благодарност на Софија Бислимовски за тоа што имаше прилика да прочета и да поразговара со вас како наши јутрински пријатели и оние кои што сте вистински другари на проектот на Утринска Телма и воопшто на Телма телевизија. Меѓутоа, сепак Сојузот секој пат се залага за подостоинствен живот и Сојузот денес обединува 53 здруженија низ Македонија. Во рамки на Сојузот функционираат и клубови, и спортски активности, фолклорни реви, културни среби. Тоа е важно што секој пат потсетуваме дека во можеби тоа второ полувреме треба да се вклучат сите овие активности. Сега, дали денес пензионерските здруженија стануваат вистина место за живот и дружење отколку само административна организација, тоа ќе ви го посведочи и господја Станка, која што ќе каже дека неверојатно е прибежиштето и влегувањето да се биде активен член. Имено 8 децени постоење, достоинство, искуство, солидарност, животни приказни испишани низ генерации. Годинава Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија го одбележува овој 80 годишен јубилеј. За, јас би рекол, луѓе кои што посетено го граделе општеството, семејството и во времето во кое што денес живееме. Така што и за 80 годишниот јубилеј, и за животот и достоинството на пензионерите, таа и генерацијска активност, но и за тоа дали денес доволно ја слушаме мудроста можеби на луѓето што зад себе носат еден цел живот и искуство, говориме со господја Станка. Добро утро уште еднаш. Ви благодарам. Да кажам веднаш дека имавте прекрасен вовед на темата. Исто така ми се допадна и анкетата што ја гледавме. Бидејќи анкетата беше навистина многу реална и пензионерите се задржаа на 2-3 многу важни прашања, клучни, кои што се за нив многу битни во третото доба. Така. И сега во врска со ова навистина би рекла достоинствено одбележување на 80 години постоење на пензионерското организирање, беше повод на 22 април да се направи јубилеј на кој беа одбележени овие 80 години од пензионерското организирање, што секако е за почит. Ние сме многу благодарни на нашите колеги, ентузијасти, кои што пред 80 години започнале оние првите николци би рекла за формирање на здруженија на пензионери, а понатаму и сојузи. Патот не бил лесен, патот бил исполнет со предизвици, со успеси во действувањето, но како што и вие рековте, пензионерот со заминување во пензија, тој не се пензионира од општеството, од животот, тој работел, создавал, творел и секако потоа по остварување правото на пензија се вклучува во пензионерското организирање со цел да има активен живот во третото доба. На овој јубилеј би сакала да кажам дека се даде така големо значење, бидејќи тоа не е само јубилеј за Сојузот, туку и за сите здруженија и пензионери, и беа поканети сите членови на собранието на Сојузот, членови на извршен одбор, председатели на здруженија, гости кои што милуваа со нас да ги споделат овие важни јубилејни моменти.
Сега, дозволете ме на почетокот уште сме да кажам дека јубилеј по дефиниција потекнува нели од латинскиот збор јубилеум, што значи прослава, музика, радост. А на хебрејски јубилејот е труба. За нас тоа беше 27 февруари оваа година, кога се обзнани дека на 22 април ќе се одбележат 80 години постоење од пензионерското организирање, кое што и навистина се реализираше достоинствено, сериозно, со искуство, со мудрост, со точно онака како што е и методологијата на одбележување на јубилеите како настан, бидејќи тие може да бидат од да речеме да имаме јубилеи по повеќе поводи. Во овој случај нашиот повод се тие 80 години. Првите почетоци на пензионерското организирање, ако ми дозволите, ќе кажам дека започнале уште во 1946 година и ќе го споменам само законот за пензионирање на државните службеници во 1946 година, како што реков, кога нели се појавуваат првите пензионери, тогаш имало 2600 пензионери, како што е зацртано историски, како бројка, така? Историски, кои што тогаш тие се приклучувале со своите активности во други здруженија, во други секции, а понатаму, како што се развивало пензиското и инвалидското осигурување, како важен сегмент во социјалното осигурување, секако дека пензионерите добиваат поголемо значење, бидејќи тие покрај општите потреби, како луѓе, како граѓани, имат и свои специфични потреби. Понатаму во овој дел историски би рекла дека со цел да се биде активен и значаен, во 1950 година било формирано и првото здружение на пензионери со решение на Министерството за внатрешни работи и решението е објавено во службен вестник во тоа време на Народна република Македонија број 13. За пензионерите, такви податоци Сојузот мора да располага, бидејќи има своји монографски изданија, а и рефератот што јас морав како председател да го презентирам на јубилејот мораше да содржи нели ретроспектива, односно развој на пензионерското организирање и актуелни, се разбира, состојби за понатаму. Исто така, значајна година за пензионерите е, знаете што, актуелните работи ги следат пензионерите, ама овие работи што јас сега ги кажувам се малку реткост и убаво е да ги слушнат пензионерите, се надевам. И поинтерни се да речеме така. И ќе бидат интересни, нели? Битна е таа 1963 година, кога веќе имало околу 17.500 пензионери, а важна е таа година затоа што тогаш имало, нели, многу помалку пензионери, а имало повеќе осигуреници и тогаш останувале средства, нели, вишок средства за исплата на пензиите. И се создавала некоја нова клима, можеби, за истите. Од тие средства се издвојувале 4% за изградба на пензиски објекти за деловни простори, клубови, дури се одело до амбуланти и така натаму, што сега со право може да кажеме дека е утопија, но што е значајно денеска од оваа дистанца, што мислат пензионерите, бидејќи тие објекти се изградени со средства на пензионерите, нормално е да тие посакуваат и барат, така и се случува, да не ги користат само пензионерите и затоа ја користат синтагмата од нив за нив. Што, да речеме, до некаде и се реализира, точно како што велите, и е нивно легитимно право. Господја Станка, морам да признам дека вистина Сојузот, иако постел, како рековте, од 40-тите, меѓутоа постел низ различни државни системи, политички промени, како што е и денес, големи економски кризи, помали и поголеми, и јас би рекол обштествени трансформации. Може би да
нотирате која била најтешка епоха, можеби и генерално за Сојузот во овие 80 години? Па да ви кажам, еве, 55-та година морале да се изборат пензионерите За тогаш. своји права? Да, да се изборат за своите права и тие тогаш го формирале тој единствен фонд, морам да кажам, фонд со заеднички средства, погребен фонд, за да си помогнат на своите семејства, бидејќи тоа право го немале како законско право да го обезбедува државата и тие го формирале тој, да речам, солидарен фонд, да во случај на смрт на пензионерот со одреден износ на средства си помогнат на своето семејство, што било предуслов, нели, тогаш да се тоа право како сега е посмртна помош, тогаш отворено ги викале и погребни трошоци, да ги користат оние членови во здруженијата кои што уплатувале членарина. Сега во оваа дистанца, значи секако дека тоа право, тогаш, замислете 55-та година, сега се исто така реализира и се остварува и за да тоа се остварува, голема институционална поддршка дава Фондот за пензиско инвалидско осигурување, бидејќи средствата на име Солидарен фонд, кој во себе опфаќа посмртна помош и членарина, ги, да речам, на некој начин, ги одбива од пензијата на пензионерот по негово лично барање, бидејќи секој пензионер кога поднесува барање за пензија, тој се произнесува на доброволна основа дали сака да членува во солидарниот фонд кој што ги опфаќа овие две работи. И тази работа како посмртна помош, поред Милко реков, е идентична како она што е замислиле колегите, бидејќи тоа се средства на лични средства на пензионерите, тие со нив управуваат, а средствата располагаат, бидејќи со нив не може Фондот за пензиско инвалидско осигурување едноставно само ги извршува одлуките, нели, што ги носат пензионерите, затоа има и одлука на Уставниот суд, додека членарината таа служи, нели, за управување и со средствата за солидарниот фонд, бидејќи со нив мора некој да управува. Меѓутоа стана збор за мора да символична, управува, а фондот само ги сервисира, ги исплатува на символична членарина. Да, символична е, секако имате право дека е символична, но со оглед на моменталната ситуација се е разбирливо и здруженијата нормално на име таа членарина, особено помалите здруженија, и тешко се снаоѓаат, но тука сепак се локалните власти кои што имаат и разбирање за тие помали здруженија, има здруженија кои што имаат 400 или 500 члена, за разлика од други здруженија. Тоа е таа социјална, би рекла, димензија која што започнала 55-та година, а веќе и сега функционира и се реализира. Да. Освен оваа социјална димензија, да не забораваме дека Сојузот има и хумана димензија секој пат. Јас тоа велам, затоа нели го споменав тоа како едно прибежиште за многу наши пензионери, баби и дедовци, кои што ги чувствуваат бенефитите, нели, од самото членство. Слушавме различни, да речеме, одговори, што и на некој начин, нели, легитимно право секој да се чувствува така онака како што сака. Меѓутоа, кои се најголемите вистински предизвици на пензионерите со кои што се соочуваат и дали денес повозрасната популација најмногу можеби се бори не само со финансиски можеби проблеми, туку и со осаменост. Па здокму затоа можеби вие одржувате разноразни календарски денови каде што ќе може повторно да има една катарза на поврзување со спортски и културни манифестации, како што всушност гледаме во илустрацијата. Многу добро, вие сето ова го презентиравте. Да, точно е, опфативте вие повеќе сегменти. Да, точно е дека Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија ги обединува 53-те здруженија и, нели, нормално, ајде да се лоцираме на таа социјална хуманитарна димензија, на таа социјално-хуманитарна страна, која што, знаете, покрај пензијата, преку која што се обезбедува основна материјална и социјална сигурност, нормално дека слушнавме од пензионерите дека тие со задоволство би прифатиле и еднократни давања како помош, да речам, надвор од пензискиот систем, што е разбирливо, особено за
категорија на пензионери со пониски пензиски давања. Понатаму, сето она што тие го кажа, Сојузот го поддржува и го прави, но тој е, да речем, граѓански субјект кој што поднесува барања иницијативи до надлежните и да влијае на политиките кои што се однесуваат на пензионерите. Еве за илустрација ќе ви кажам, а тоа го слушнавме и во анкетата, дека многу средства издвојуваат за лекови и нормално дека во континуитет и во фокус е она следење на оваа работа, па така ние на некој начин овие 2 години сепак е постигнато известно поместување во однос на ажурирање на таа позитивна листа на лекови со наши барања на нејзина страна да се најдат оние лекови кои што пензионерите ги постојано како терапија користат. И на тој начин, значи, секако дека, еве, тоа е исто така влез во помош и во заложба на Сојузот во однос на подобрување нели на условите во делот на здравствената заштита, би рекла, но тука исто така ми се допадна изјавата на една пензионерка кога кажа дека покрај другите аномалии, проблеми во делот на таа област, меѓутоа кажа дека нема тие приоритет, многу чекаат и тука треба да се согласиме со неа, бидејќи за некои работи не се потребни само пари, туку е потребно да го промениме односот. Тоа е, да се има, да речам, коректен и значаен однос на еден пензионер кој што направил операција на неговите екстремитети, а треба да чека во амбулантата постоперативно, да чека по 2-3 или повеќе часови, тоа е, навистина, не е за почит, тука нештата недозволиви, тука нештата треба нели да се секако да се настојува да се променат, па дури се оди и до таму да ние укажуваме на тоа да возрастното лице кога има потреба да повика брза помош, декутантно е да се праша тој колку години има. Значи тука ало, ако треба, видите, телефонот ало за да дојде помош брза во едно семејство не е лесна работа. Никој тоа не го прави без причина. Иако да, претпоставам дека медицинските лица поради дефицитот некој пат на возила приоритизираат, ама апсолутно се согласувам со вас. Да, ама кога станува збор за возрастните лица, и нешто што е ургентно. Тоа е тоа што може да се помогне, да речам, на пензионерите. Не треба тука ургентниот повик да се... Листата на тој дел што вие го започнавме социјално-комунитарната страна или димензии, како сакате да ја речеме, е исто така широка. Лепеза е тоа. Многу време ќе ни треба. Еве ќе кажам дека пензионерите си ја барат бањската рекреација. Тие, ако се сеќавате, имаше нели по недела дена одеа тие на бањска рекреација, ама бесплатно, така. Меѓутоа после пандемијата заврши таа, да речам, активност. Ја верувам дека ќе се таа работа повторно врати, ќе се случи, затоа што кој е тој што не сака да има задоволни граѓани, па задоволни пензионери? Мислам и повисоката власт и локалната власт, па еве да се спуштиме и на ниво на здруженија. Исто така, анкетава многу ми послужи, морам да ви кажам, значи, ја дискутираме навистина со можност во живо. Да, претпоставам дека вие лице во лице имате, нели? Бидејќи, за бањите спомна. Учествуваат здруженијата со своја партиципација на пензионерите кога одат во бања. Сега сето тоа зависи од можностите на здруженијето. Здруженијата, покрај тоа што партиципираат за одење во бања на пензионерот, и исто така дават и одредена парична помош на пензионерот, пак фокусот се пензионерите со пониски давања, меѓутоа се помага и на пензионер, односно на неговиот болен член. Здруженијата се имаат своји правни рамки, секако дека сето тоа е условено од можностите што ги имат здруженијата. Другите работи кои што би биле, не се толку материјално поврзани, е онаа можност во третото доба пензионерите
пензионерите да се вклучат нели во здруженијата, таму да си ги нели покажат своите афинитети таленти и капацитети, така Па да, тие немале време порано тоа да го направат од повеќе причини. Семејство, работни часови, апсолутно. Јас постојано го кажувам овој пример кога мене ми дојде пензионерка и ми вели јас многу убаво пеам. Ама кога бев девојче во гимназија, во тоа време моите родители пеачка да бидеш беше професија која не беше прифатлива и сега е моментот кога јас сакам тој мој порив да го покажам и да бидам активна и другите активности. Несомнено е дека треба да се спомене, која станува збор исто така за Сојузот, сега зборуваме веќе по повод јубилеот за актуелните состојби, поддршка на Сојузот во третото доба и на издавачката дејност и на издаваштвото. Тоа е една активност која што е на повисоко скалило, бидејќи исто така вие со таа една символична поддршка материјална што ја давате на пензионерот, да го потикнувате тој да пишува, да твори, да работи. Тоа беше толку добро прифатено за време на пандемијата, да го користи кога тие точно орган. Така е. Тука имате вие токму тоа. Значи да се надминува депресијата, да се надминуваат болестите, сето тоа представува превенција во здравственото осигурување и токму заради тие атрибути Сојузот ја поддржува оваа активност, потикнување и поддршка на издавачка дејност и творештво. Секоја година се организираат републички спортски пензионерски игри, фолклорни реви, зашто и гледаме и во фотографиите. Колку да речам повторно ваквите настани влијаат врз самото психичко и ментално здравје и активност кај нашите сограѓани од трето доба, јас велам, тоа е што велите вие рефлексија кон животот, значи нели поинаква одговорност кон себе и кон животот кога ќе се вклучиме на дел од овие активности, се менува перцепцијата и чувството на живост. Така е, вие со тоа покажувате кој сте, го покажувате своето јас, вие тогаш нели станувате поврзан со група, што е многу важно, вие покажувате емпатија, покажувате синергија, сето тоа можете да го покажете ако се вклучите ете во нашите реви на песни, музика и игри, кои што традиционално се случуваат секоја година. Оваа година јас милувам тоа да го кажам како музичко движење, кое што да речам започна од Прилеп, еве го заврши сега вчера заврши во Виница. Тука беа вклучени здруженија од 8 региони, каде царуваше песната, орото и музиката. И така, секоја шара, секоја, да речам, секој чекор од орото кажува како вие треба да си го чувате својот идентитет, вие ја осврвувате мисијата на зачувување на националниот фолклор, точно да го сочувате својот идентитет и својот, и на својот сосед, и на својот пријател, па ако сакате и на своето здружение. Затоа, оваа година тоа се 24-тите поред регионални реви на песна, музика и игри, кои што покажа дека пензионерите како популација, тие имаат можности преку своите здруженија, нели да се вклучат, јас сега апелирам да се вклучуваат што повеќе и повеќе. Единствено предуслов е само да станете активен член. Само треба да бидете член, така и да плаќате членарина, да бидете член. И да нели таму си одберете нешто што ќе ви одговара, а сето тоа во однос на ревиите представува, еве гледате, представува тоа се трајни вредности. Трајни вредности, тоа се приказни, трајни вредности, наша историја која што не треба да се заборави, туку треба да се пренесува од колено на колено. Сега, по завршување на овие прекрасни регионални ревии, каде што секој се труди да биде што подобар, да има изнесено што подобри носи, бидејќи нашата цел е не носите да бидат во темните сандаци или во музичките витрини, туку ние сакаме да ги изнесеме на виделина, на светлина, а тие да ја покажат својата оригинерна убавина. И мислам дека ние тоа го постигнуваме преку нашите регионални ревии и како
покруна на сето тоа е Републичката ревија на песни, музика и игри, која што оваа година ќе се одржи на 3 јуни. Од сите овие 8 региони, од 53 здруженија, замислите, ќе се изберат најдобри 25-26 здруженија и тие ќе учествуваат на ревијалната републичка ревија на песни, музика и игри, која што е нешто што треба секој да пожели да го види, што тоа го прават пензионерите. Јас мислам дека ние сме граѓански организации за пример во граѓанскиот сектор, а од овие наши колеги пензионери кои што ќе пеат, играат и ќе музицираат, се бират 2 здруженија кои што не представуваат на меѓународниот фестивал Трето доба во Љубљана секоја година, каде што таму покажуваме, ние сме амбасадори на зачувување на нашиот национален фолклор и културното наследство. Да, имено би ве прашал со оглед на тоа дека Сојузот, како што кажавме и нотиравме, обединува 53 здруженија. Како се разликува и колку се разликува животот на нашите сограѓани во помалите градови, да речам руралните средини, од оние во Скопје? Секако дека во руралните средини, било кој сегмент на животот да го анализирате, има работи кои што недостасуваат. Да, има е малку покомплексен. Да, има природна убавина, има се. Ние се обидуваме преку здруженијата да ги опатиме и руралните средини, особено во делот на она социјално-хуманитарната страна и да ги посетиме пензионерите што живеат во руралните средини, бидејќи за нив е доволно само да тропнете на нивната врата или да им дадете вестник Пензионер Плюс и да тие почувствуваат дека постојат. Тоа го прават нашите здруженија, бидејќи за тоа не се потребни, не знам, многу средства. Оние кои што се помали, дури и сами си собираат средства за да се ја извршат оваа активност. Она што е посебно важно за пензионерите, а и за граѓаните во руралната средина е да може, ние за тоа се залагаме како Сојуз, да истовремено функционира подвижна аптека и теренски доктор по тие рурални средини, бидејќи има возрастни лица кои што се сами, децата се иселиле. И недостапност, така е. Децата се иселиле, тие се сами таму и доколку би функционирало истовремено и теренскиот доктор и подвижната аптека, вие сте ја постигнале целта, бидејќи тој ќе биде и третиран здравствено, а истовремено ќе може да ги набави и лекарствата. Сето ова беше пренесено и на министерот за здравство и социјална политика, кој се одважи да го посети Сојузот пред јубилејот, на кој што исто така беше потенцирана многу значајно ова прашање кога станува збор за руралните средини. Да, бидејќи вистина е важно што здруженијата во помалите градови често стануваат можеби само единствен простор за дружење и социјален живот. Сигурно сте посведочили многу пати. Да, точно е тоа, да ви кажам дека замислите да не се здруженијата бидејќи тие можеби да имаме време доволно да кажеме дека тие здруженија и помалите и поголемите што прават? Тие отварат оние пензионерски клубови каде што пензионерот може да влезе и тој да помине многу, да речам, пријатно, бидејќи часови, време, ефтино со своите колеги, бидејќи тие се таму своји на своето. Замислите да ги нема тие таквите пензионерски клубови и контакти на матичното здружение со ограноците кои што тие имат ограноци своји, а огранокот во здруженијата всушност е една целина, а не си ги организираат самите здруженија, тоа се места кај што пулсира вистинскиот пензионерски живот. Сега замислите ако тој огранок може многу добро да се организира, бидејќи според статутите на Сојузот и на здруженијата треба да има евиденција за сите стари луѓе, да има малтене условно да кажам нивната лична карта и така да се однесува и да му помага во тие услови во кои што тој се наоѓа. Ако не може да му ги реши проблемите, тој може да го упати каде може да ги реши своите проблеми. Бидејќи здруженијата, ние сакаме и кажуваме колку тоа се можеме идеално да го постигнеме на ниво на 53 здруженија, дека
Здруженијата треба да бидат вториот дом за пензионерите. Како не? Ви го зедавте збор, Вториот пак ќе кажам, дом за прибежиште е пензионерите. тоа за... Прибежиште и таму многу е битен и се разбира кај се наоѓа здруженијето, субјективниот фактор, луѓето што се во здруженијето, значи, но многу е значајна таа помош на пензионерите кога ќе дојдат во таа доба, бидејќи сега да бидеме отворени, возрастните луѓе сакале не или не да го кажеме тоа, на некој начин се на маргините и добро е што тие самите се обиделе, нели, да се организираат, па да ги имат и тие пензионерски забави, па да ги имат и тие нивни екскурзии, некоја спомна во анкетата господја дека одат до манастири. Замислете вие, многу се критикувани пензионерите дека многу шетале, дека видите, тоа се активности кои што си ги организира здруженијето на свој начин во зависност од материјалните можности. Има здруженија кои што им ги обезбедува средствата за автобусите, па има здруженија кои што партиципираат, има здруженија кои немаат можност тоа да го направат, ама ги организираат тие екскурзии и тоа има повеќекратно значење. Вие со тоа возможувате еден пензионер кој што никогаш во животот него видел Охридското езеро, да може да отиде да го види. Да отиде да го види, да дојде. Има пензионери кои не знаат што е зоолошка градина, да дојдат во Скопје. Така да затоа велам јас дека екскурзиите треба да се афирмираат екскурзиите и затоа тие се не случајно позитивно прифатени од пензионерите, бидејќи тој ден на нив не им требаат медикаменти, тој ден се надминува депресијата, тој ден сте во некоја друга сфера, тој ден, значи вие ден убаво поминат и се враќате нормално со некоја позитивна енергија за да продолжите понатаму. Колку во моментот, господја Станка, има редовни членови во Сојузот? На ниво на 53 здруженија има околу 300.000 пензионери, а инаку на ниво на држава имаме најнов сега податок од вчера што го видов за емисијава 348.000 корисници на пензија по основ на сите видови. Инаку во моментот добро е да се каже дека пензионерите, нели, на пензионерите се подигна, односно се нивелираше нивото на пензиите, па така просечната пензија достигна до 28.629 денари, најниската пензија достигна 20.888 денари, во да речам просечната пензија во однос на просечната плата во држава учествува со 60%, што е мерило за вредноста на пензијата. Овој да речам сооднос според критериумите на пензиските системи е позитивен. Значи бидејќи пензијата учествува во просечната плата со 60%. 60%, да. Колку вие споменавте дека една важна клучна алка еве некаде кон крајот е дека секој пат сакате и се обидувате секој пензионер во Македонија да биде информиран генерално и за правата кои што следуваат. Се информирани? Многу добро прашање. Вие како ќе се отидев јас од емисијата ако не проговоревме за информирањето? Информирањето има исто така свој историски развој, меѓутоа сепак е придобивка на поновото време, бидејќи ние сме препознатлива граѓанска организација која има свој весник. Тоа е Пензионер Плюс. Весникот Пензионер Плюс, да, Пензионер Плюс е бесплатен. Пензионер Плюс се постира на нашата веб страница, Пензионер Плюс се дистрибуира до здруженијата, до клубовите и Пензионер Плюс представува пензионерското јас. Пензионер Плюс е артикулација меѓу пензионерот и Сојузот, пензионерот и здруженијата. Така да покрај да речам Пензионер Плюс, нормално заради овие традиционални активности што ги има и да остане трага, да не биде само со вештачката интелигенција, туку и во хартија, ние милуваме и тоа го правиме и ќе го правиме. Секоја година издаваме билтени, спортски билтен за ревијата. Многу ми е жал што не ви донесов. Следниот пат ќе ви донесам. А секако дека и нашата современа веб страница, веб сайт, каде што постојано во континуитет ги
известуваме пензионерите за активностите што се случуваат пред се во Сојузот. Нормално, ја мислам дека ние не застануваме тука, постојано сме присутни и по медиумите, ние се трудиме, нели, а и вие новинарите ќе се согласите дека и да се повторуваат информациите, никогаш не е здодевно, така никогаш, така сигурно ве учеа. Колку да се повторуваат, бидејќи сите не може да ја гледат оваа емисија или некои други емисии, затоа е корисно колку што се може да се даде простор и ова е позитивен инпут, позитивна околност и на телевизија Телма што издвои време. Вие на почетокот рековте дека се вклучувате во значениот момент, 80 години постоење на пензионерското организирање, да дадете свој простор и значење денеска во оваа емисија. Па простор и време на некој начин за вас, за да се чувствуваат и да знаат дека се информирани. Сосема за крај, во програмата за 2026 госпоѓа Станка се најавуваат нови активности и проекти. Што конкретно можеби и вие и Генерално Сојузот на Сдруженија сакаат да променат или унапредат на животот на пензионерите? Така е. Па, видите сега, секако дека мора да се работи на унапредување на пензионерското организирање, а тоа се опфаќа тука. Пред се ќе спомнам две битни работи, да ја оставиме сега пензијата на страна, меѓутоа ќе го спомнам здравственото осигурување и здравствената заштита, ќе го споменам социјалното домување, кое не го додирнавме, а во социјалното домување влегуваат пензионерски домови, старски домови, социјални сервиси за згрижување на пензионерите, а она гериатрискиот простор кој што е во дефицит и она што пензионерите нормално го посакуваат и го бараат, е да се градат државни пензионерски старски домови кои што би биле компатибилни со износот на пензиите во нашата држава. Тоа се прашања на кои ние и понатаму ќе работиме, а секако ќе сакаме и да се пофалам на крајот, сега дали да го употребам, дали адекватен зборот да се пофалам или да ни се даде значење, на 3 јуни Сојузот е поканет да оди во Љубљана на еден меѓународен настан на кој што ќе се дискутира, тоа беше и мината година, сега сме поканети, каде што ќе се дискутира за меѓугенерацијската поврзаност. Бидејќи тоа не се случува само кај нас, дека изостанува таа појака генерацијска поврзаност по младите и по старите и во европските држави. И сега гледам во агендата, повторно е тоа прашање, јас ќе треба да одговорам таму што ние во оваа година постигнавме на тој план, а имаше поместување во тој дел во нашата држава во позитивна насока и мислам дека сигурно дека пак ќе прозвучи да повторам синтагма, не го правете ништо без нас за нас. Она што е многу значено, бидејќи таму експлицитно беше кажано, а и сега сигурно сум дека ќе се стори, дека законите познато е дека главно ги пишуваат помладите луѓе. Меѓутоа, тие не можат до крај да ги знаат потребите. Да се сензибилизираат со чувството на одговорност и животот на... Да се вклучуваат и по старите, бидејќи сепак тие, иако имаат дефицит, да речем, во здравствената состојба, зависи за каков станува збор, меѓутоа додека се, да речеме, во подобра здравствена состојба, во подобра психофизичка кондиција, тие со своето искуство, со својата мудрост, со своето знаење, може да придонесат и во, да речем, посебно, ајде да кажам, во регулативата и во градењето и донесување на прописите кои што се однесуваат на пензионерите, како, да речем, мерки кои што би биле она што треба да се случува во рамките на пензискиот систем и она што може да се случува надвор од пензискиот систем, а и едното и другото се области кои што треба да работат во интерес на возрастната популација. Да се во симбиоза, како што рековте, и тука треба да се работи. Верувам дека секако мора да се става, да се даде внимание и од повисокото ниво државно, локално и во здруженијата.
Ви благодарам многу за ова прво заедничко искуство на Телма. Ми беше драго што можеме прво да го одбележиме со овој јавен дискурс ваш денес 80 годишното постоење. Посакам успешна година и да бидеме ние гласот и на оние кои што се чувствуваат осамено, дека во моментот може само, доколку се нели, единствено, тоа е предусловот во своите пензиски денови, да станат активни членови и градители, можеби, секако заеднички во Сојузот на Сдружение на пензионери. Госпожа Станка, баш ми беше драго што ве имав. Ви благодарам на поканата.